се обрати. Добро вечер, победнички Охрид. Честитки за Охрид за убедливата победа. Почитувани приятели, вчера македонските граđани масовно ја дадоа поддршката за сегашниот и иден председател на Македонија Ѓорđe Иванов. Председателе, нека ви ја честита победата и на 27 април да извојуваме уште поубедлива победа. Тоа вие го заслуживте со вашата работа за развојот и афирмацијата на Македонија. Вие ќе бидете првиот председател во самостојна Македонија што ќе победи два пати едно по друго. Почитувани пријатели, ајде сега на 27 април да извојуваме двојна победа на председателските и парламентарните избори. Да освоиме 63 пратенички места, за да може владата целосно да се посвети на економскиот развој на Македонија. Да продолжи да тече оваа река од странски инвестиции, да се отворат нови работни места. Тоа е можно, тоа и ќе го оствариме, затоа што оваа влада тоа го заслужи. Тоа го заслужи затоа што во најголемата светска криза отвори 120.000 нови работни места. Затоа што во Македонија се отворија 30 фабрики со странски капитал. И затоа што во моментов се градат 3 автопати и истовремено повеќе експресни патишта, со што Македонија ќе има најдобра патна инфраструктура на Балканот. Затоа што се гради пругата кон Бугарија, затоа што се изградија нови училишта и се реконструираа старите, затоа што се изградија бројни училишни сали, затоа што се отворија нови универзитети, како што е Универзитетот за информатички технологии овде во Охрид. Ја имав таа чест како заменик министер да го предлагам законот за Универзитетот за информатички технологии и да го бранам во парламентот кога СДСМ жестоко го напаѓаше и не го одобруваше. Почитувани, нашиот премиер Никола Груевски во својот мандат оствари голем број средби со потенцијални странски инвеститори. Резултатите од тие средби се видливи пред се овде во Охрид и во Струга, но и во Кавадарци, каде што се отвори најголемата фабрика, но се видливи и во Скопје, Штип, Битола, Кочани, Ресен, Велес, Тетово и така натаму. Тоа ќе придонесе да се отворат нови 64.000 работни места. Странските инвеститори препознаа дека во Македонија има одлични услови за водење бизнис, ниски даноци, но има и квалификована работна сила и високообразовни кадри, што е резултат на реформите во образованието во последните 8 години. Македонија стана препознатлива и по реформите во земјоделието. Македонскиот модел за развој на земјоделието стана препознатлив на Балканот и во Европа. Повеќе соседни држави почнаа да се интересираат и да го проучуваат овој наш македонски модел. Ова влада ќе ја добие довербата на граѓаните затоа што ја врати надежта и гордоста на македонскиот граѓанин со тоа што го изгради најубавиот фудбалски стадион на Балканот, најубавиот театар, се гради филхармонијата, затоа што го добивме најсовремениот аеродром во Европа. Денес македонските граѓани летаат во многу градови на Европа за само 50 евра. И затоа што имаме најниско ниво на криминал на Балканот. Сето тоа е резултат на политиката на оваа влада предводена од Никола Груевски. Почитувани, оваа коалиција победуваше 3 пати на парламентарните избори во 2006, 2008 и 2011 година.
но само во 2008 година победи со 63 пратеници. Ја имав таа чест да бидам во тој парламент заедно со овде присутните Лиле Зафировска, Крсте Муковски, Александар Николовски и со многу други. Во тој период се донесува најголем број на закони. Тогаш се извршија најголемите реформи, чии резултати се видливи денес. Тоа го остваривме затоа што не можеше да бидеме кочени и уценувани од никого, ни од опозицијата, ни од коалициониот партнер. Такво мнозинство ни треба и сега, за да може да продолжат реформите. Денес секој во Македонија му е јасно дека ќе победиме. Тоа го покажуваат вчерашните избори. Но ни треба победа од 63 пратеници. Македонските граѓани ја препознаа разликата помеѓу оваа влада и претходните влади. Граѓаните препознаа што значи да се даде и исполни ветување, наспроти дадено и неисполнето ветување. Граѓаните нема лесно да ги заборават лажните ветувања како што беше на вработување по еден член од секое семејство и уште многу такви. Затоа, почитувани, со нашето масовно излегување на 27 април да извојуваме двојна победа, да го избереме Иванов за председател и парламент со 63 пратеници, да гласаме за Антонио Милошевски, носител на листата во изборната единица број 5, за досегашниот иден председател на Македонија Ѓорѓе Иванов, за досегашната идна влада предводена од Никола Груевски. Да живее Македонија, да сте здрави и живи. Благодарам.